Назад сме во студиото на Ја сакам Македонија и следна тема на разговор во нашето студио е млекото. На оваа тема гостини се господјата Радмила Чобанова Василевска, директор за квалитет во Битолска млекара, и доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар. Добро утро. Добро утро. Технологијата постојано оди напред. Производството на млеко е нешто што може да се надградува со цел да се подобри квалитетот и она што се нуди како производ. Чекор напред е новиот производ кој што го понуди Битолска млекара, тоа е млекото збогатено со витамини. Што е она што го разликува овој производ од останатите? Да, во право сте. Значи, во последниве 10 години пазарот на млеко претрпе на вистина крупни промени, кои што во значителна мера допринесоа за промена на целиот правец на движење на тој пазар. Благодарение на технолошките достигнувања, благодарение на многу научни и клинички истражувања, во можност сме да искористиме доста новитети од областа на нутриционизмот, така да млечните напитоци добија сосема ново значење и нова улога. Новото битолско витаминизирано млеко се разликува од останатите млека на пазарот по тоа што е единствено млеко кое што е препорачано од Сдруженијето на педијатри на Република Македонија и единствено млеко на полица кое што е збогатено со 10 витамини. Концентрација и комбинација која што е соодветна за малите деца, за адолесцентите кои што имаат потреба заради нивниот забрзан метаболизам, потреба од внес на поголема соодветна количина на витамини и секако не би ги исклучила тука и возрастните кои што се грижат за своето здравје. Доктор Сајковски, спомена господјата Василевска дека ова е првото млеко одобрено од педијатрите во Македонија. Веројатно пред да ја дадете вашата согласност дека ова е она што треба да го пијат македонските деца, се интересиравте за карактеристиките, за она што го содржи, за тоа како се додаваат витамините. Кои се аргументите што ве убедија за да ја дадете вашата согласност и вашата препорака? Прво да ви заблагодарам за емисија. Мислам дека ова е една тема која треба малце и дури пошироко да се отвори. Зошто Сдруженијето на педијатри влезе во, да кажам, овака еден проект ваков? Затоа што ова е тренд кој што доаѓа од Европска унија. Затоа што, например, Европската педијатриска асоциација во соработка со одредени производители на млека истото го прави и вие можете тоа да го видите денеска за некои земји во Европа каде што е препорачено од некои млека од Европската педијатриска асоциација. Во тој тренд ние бевме многу, да кажем така, задоволни што уште во моментот кога се зароди идејата за овакво млеко, комунициравме со господата од Битолската млекара и со технолошкиот тим, да кажем, и тимот за квалитет. И на некој начин заедно да кажем, заедно го концепиравме тој состав на витамини, односно според потребите на децата. Ова е прво млеко од овој тип препорачено од Сдруженијето на педијатри на Македонија во нашата држава. Ние дури морам да кажам дека пред се го видовме и квалитетот на производството, контролите кои што се прават, како во државата, така и надвор од нашата држава. Нормално го испитавме и ние квалитетот и самата технологија, да кажем, и тогаш го поддржавме целосно како проект. Велиме има 10 витамини. Значи ли тоа дека тие витамини ги нема во млекото или ги има во променлива количина, па она што вие го правите, додавате или одзимате за да се стабилизира и да биде постојана таа количина што ја содржи млекото? Млекото е еден извонреден извор на протеини, на млечни масти, кои што се богати со есенцијални масни киселини, во кои што се раствори витаминот Д и минерални материи. Тука посебен акцент би ставила на калциумот, кој што е многу битен за правилниот раст и развој на коските кај малите деца. Калциумот во млекото, предноста на калциумот во млекото е во тоа што се наоѓа во еден поволен сооднос со фосфорот и благодарение на додадениот витамин Д, кој што е топи во млечната маса, се овозможува негово целосно искористување од страна на организамот. Во млекото, во природниот состав на млекото, да, има витамини, содржи витамини, меѓутоа голем дел од нив се во трагови, да речеме калциферолите или токоферолите или витаминот А, или дел од нив имаат сезонски колебања, односно варирања, кои што се условени од неколку фактори. Од тука дојде нашата идеја да работиме на развој на овој производ, односно да одиме со фортификација на стерилизираното млеко со овие 10 витамини,
кои што сметавме дека се соодветни за задоволување на потребите на организмот. Доктор Сајковски, ние како родители сите постојано инсистираме, дури некогаш сме издодени за тоа колку ги убедуваме нашите деца да пијат млеко, дека е важно да се пие млеко, а зошто е навистина важно нашите деца постојано да пијат млеко, односно да биде на детското меню млекото? Знаете како, млекото и млечните производи се една, да кажем, голема традиција на балканските простори, меѓу другото и кај нас. Користењето на млекото и на голем дел јогуртите и така натаму е нешто што е по принцип исто така традиција и во некои доста земји во источна и во западна Европа. Зошто е битно? Знаете, за едно дете е неопходен баш заради неговиот метаболизам, брзиот метаболизам, големата потрошувачка на енергија и големата потреба за протеини, затоа што протеините се инкорпорираат во секое ново создадено ткиво во тек на денот, односно неделите. Неопходно е внесување на квалитетни протеини и протеини кои што ќе овозможат нормален раст и развој. Едно од полињата од кои што се добиваат протеините се едно од најчесто користените се фактички млекото и млечните производи. Од друга страна, јас само би сакал да се надополнам дека еден наш проблем, педиатриски проблем, кој во минатото беше и кој е и ден денеска во одредени региони, е користење на некакви кравјо млеко кое не е овака фортифицирано и кое што по принцип има помала количина на одредени витамини. Значи, само по себе фортифицирано млеко, а сега се зборува последните години и во многу земји, меѓу кои и кај нас, за фортификација дури и на брашното. Значи, постојат проекти за фортификација и на други производи. Значи, е нешто што ќе овозможи нормален раст и развој на едно дете. Сега, кога сме кај пиењето млеко, вашата препорака за оние тазе родители. Преодот од мајчино млеко на кравјо млеко е нешто што секогаш се поставува како прашање. Кога, како да се направи, дали веднаш може да се почне со ова витаминизирано млеко на битолска млекара, на која возраст е најсоодветно? Значи, ова е прашање, ви благодарам за прашање, ова е можеби едно од најинтересните прашања кога овдека веќе зборувам. Значи, ја би сакал одма да дефинираме. Кога збориме за дете и новородено дете од 0 до 12 месеци, не постои друго млеко освен мајчиното млеко. Значи, тоа е став дециден, јасен и тука нема потреба од посебна дискусија. Намерно кажувам овој период од 0 до 12. Знаете зошто? Затоа што за жал во Македонија, за жал, се уште постојат средини каде што делумно од навики, делумно од финансиски причини, децата, кога мајката нема млеко, се префрла на кравјо млеко. Значи, ние како педиатри не препорачуваме употреба на кравјо млеко во првите 12 месеци од животот, никако. Единствено е мајчиното млеко, тоа е ексклузивно доење во првите 5, односно 6 месеци, само во ситуации кога има контраиндикација за доење или кога мајката нема млеко, тогаш се даваат комплетно адаптирани формули или сега во поново време во Европска унија дури и хипоалергизантни формули за беби. Веќе над една година е состојба која што драматично се менува и каде што веќе може да се внесат одредени производи, меѓу кои и кравјото млеко. Но она што е тренд во Европската унија и во некои земји, западноевропски земји, се препорачува да во периодот од 12 до 24 месеци сепак децата внесуваат делумно адаптирани формули. И тие делумно адаптирани формули би овозможиле да не се појават одредени проблеми, особено со гастроинтестиналниот систем, со тие алергии на протеини и така натаму. Но во ситуации каде што вие не можете, да речеме, каде што економската ситуација е лоша, каде што не може родителите да купат такво млеко, во секој случај е подобро да се пие ова млеко кое е фортифицирано со витамини отколку обичното кравјо млеко. Ние го препорачуваме стриктно, децидно, јасно и гласно за деца над 24 месеци. Меѓутоа, зборам за ова млеко фортифицирано со 10 витамини. Но, повторно велам, ако економската состојба во едно семејство не дозволува да тоа дете во тој период се храни со делумно адаптирани млека, тогаш евентуално би дошло во предвид и ова. И подобро е него да го дадеме отколку да дадеме. И само сакам да кажам уште ова, дека ние како педиатриско здружение, значи го поддржуваме, многу поддржуваме овакви концепти, ние дури разговаравме со представниците на
мислам со менеджментот на Битолска млекара и сме во разговори да направиме заеднички и јогурт за децата. Значи посебно формулиран јогурт за деца. Одлично е што кога се осмислуваат нови производи се консултира токму стручната јавност за да застане за тие производи, да бидат потрошувачите сигурни дека она што се нуди е она што е добро за нивното здравје. И кога сме кај здравјето, генерално со аферата од соседството, со афлатоксинот се разви една недоверба кон млекото како производ. Разуверете ме, какви се контроли правите, што е она што го правите за да навистина бидеме сигурни дека кога ќе посегнеме по млекото од Битолска млекара сме сигурни дека нашето здравје нема да биде загрозено. Значи, недовербата кај млекото во правоста се јави последниве неколку месеци токму ради таа така наречена млечна бура или афера со афлатоксините. Меѓутоа, во Битолска млекара, во плановите кои што ги имаме за контрола на квалитет, се вклучува континуиран мониторинг на присуството на афлатоксини. Значи, тоа го правиме, можам слободно да кажем, имаме тростепена контрола. Значи, ги користиме тие така наречени имунохроматографски или брзи тестови, за кои што понатаму правиме верификација со ELISA тестовите, меѓутоа исто така и испраќаме репрезентативни примероци во институтот кој што работи при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кој што има акредитирана метода. Програмата за фортификација конкретно за витаминизираното млеко на Битолска млекара вклучува и периодично тестирање на млекото во екстерни лаборатории во регионот како би биле сигурни дека содржината на додадените витамини е соодветна на производствената спецификација. Во Битолската млекарница имаме имплементирано систем за управување со безбедност на храната кој што постојано се унапредува, значи софистицираната опрема која што ја користиме, имплементираните процедури кои што во цело се почитуваат од страна на нашиот обучен кадар, приемната, процесната, финалната контрола, следливоста која што сме обезбедиле се секако гаранција за квалитетот на нашите производи. Меѓутоа, верификација за квалитетот добиваме не само од екстерни лаборатории во Македонија, меѓутоа и од референтни лаборатории кои што се во регионот и во Европската унија, затоа што Битолската млекарница е носител на извозен број за ЕУ, значи ние во целост го почитуваме не само домашното законодавство, меѓутоа и ригорозните барања на европската регулатива. И сосема за крај на разговорот, вашите препораки по однос на чувањето, колку долго може да стои отворено во фрижидер, колку му е рокот на трајање, има ли некои посебни препораки по однос на тоа да се задржи квалитетот на млекото и по купувањето и отварањето? Композитниот материјал кој што го користиме за пакување на овој тип на млеко, значи се работи за една 7-слојна амбалажа, овозможува во целост да бидат зачувани нутритивните својства на млекото. Млекото се чува на собна, амбиентална температура, рокот на трајање е 145 дена, значи после отварањето треба да се чува на ладно и да се конзумира во рок од 3 до 4 дена. Сите овие информации купувачите можат да ги прочитаат и на декларацијата. Јас ви благодарам за гостувањето. Верувам дека овој разговор беше и корисен и интересен за гледачите на Сител. Имајте убав ден, се надевам че имаме и повторно друга прилика за да разговараме на ваква или слична тема, ако ништо друго за јогуртот што следува. Благодарам. Во продолжение на Сакам Македонија